Со работа почна долго очекуваното тело за помирување. Многу разговарано, но малку од нас знаат која е неговата цел. Затоа нашата екипа на чело со Ланчо помина еден ден со еден помирувач. Па да видиме како тоа тело функционира во пракса. Да, се наоѓаме во болницата Флоренс Најтингел. До мене е помирувачот Иван кој што, нели, сега ќе започне со својата работна задача. Може да проследиме. Абе, дај некој завој, врзи ме боли. Нема бе, нема завој, еве, гледаш дека нема, ај помири се дека нема или ако не ти се свиѓа, излези. Ласер има, само не. Абе, како да изгледам со скршена нога, ме боли. Епа, гледаш, што ти останува, ајде помири се дека може и е толку. Не се секира, ќе направам јас муабет после со твоите, ајде, помири се. Браво, значи Иван, каква успешна завршена задача. Кажете ми, овој човек се помири сега со фактот дека му е скршена ногата, така? Па да, со оглед на тоа како крвари за 1-2 часа, сигурно ќе се помири. Да, значи тоа е вашиот метод, тело за помирување. Да се помират луѓето дека овде не чини ништо. Добро, ова е уствари, јас... Да, доста е цврсто момче, доста цврсто момче. Дој. Поничко се. Помири се, ти никад нема да бидеш кошарка. Шут! Зашто му шутна? Значи, брат, само вежбај, погоди го кошот и секе биде окей. Ајде, се гледаме. Ајде бе, што правите бе? 2 сата дремаме тука као мисири бе. Ало, мрдете бе. Ало, еј, кретену, зашто свириш бе? Мислиш дека ако свириш ке го размрдаш што враќа? Да. За тоа треба системски решенија. Ај помири се. Помири се. Помири се бе. Ве замолувам да се помирите. Воздухот во овој град нема никогаш да се исчисти. Добро е, значи овде сите се помирени, ете тој таму е помирен, се е добро. Среќен пат! И не окречи се, сине! Да, и што понатаму, каде да продолжиме? Па понатаму депресија, меланхолија, апатија во странство, кој каде сака. Знаев дека е така. Ти благодарам. Ете, да гледачи, тоа беше помирувачот, а нас граѓаните останува да не... Боли. Студио.